Во минутите што следуваат, ќе зборувам со психолог Марија Конеска, која што ќе ни објасни малку повеќе што значи екранизација кај деца, како можеме да ја препознаеме и што е она кое што психолозите го советуваат на оваа тема. Марија, добро утро. Добро утро. Најпрво можеме ли да објасниме што значи терминот екранизација кај деца, како можеме да го препознаеме? Знаете, кога денес ќе влезете во парк, ќе влезете во ресторан, па и во нечи дом, она што ќе забележиме една иста слика. Дете наведнато со својата глава кон екранот. Тоа е најчестата слика која ја гледаме, односно тоа е современата слика за детството денес. Што е за жал, нели, да се спомене. Кога зборуваме за екранизација, ние не зборуваме за тоа колку децата поминуваат време во цртани и дали гледаат цртани, туку зборуваме за тоа дека нивното време е поминато, односно поголемиот дел од времето е преку дигитален посредник. Преку телевизорите, преку социјалните мрежи, преку телефоните, преку видео игрите. Така комуницираат денес децата, односно екраните станаа нивна секојдневна рутина. Знаат да го заменат, да бидат дел каде што ќе заменат смирување, да бидат дел од комуникацијата, односно да бидат комуникација, да ја заменат комуникацијата, па дури дојдовме до таму да ја заменат блискоста и поврзаноста која им е многу потребна и на децата, но и на возрастните, каде што ја немаме онаа блискост и поврзаност и ја губиме, ни ја зема улогата на блискост и поврзаност. Така да екранизацијата не треба да е некоја тема на страв, туку тема за освестување, да се запрашаме пред се колку ние поминуваме време заедно или колку сме блиски и поврзани на соодветен начин, колку ние обрнуваме внимание комуникацијата како се одвива помеѓу нас и нашите деца, за да децата секако да не мора да ги смируваме со екраните и да не мора комуникацијата да ја заменат со социјалните мрежи и со видеоигриците. Кои се првите симптоми дека и знаци нормално дека едно дете поминува премногу време пред екран? Така, родителите се тие први кои можат да забележат кога нивното дете пред се е нервозно. Родителите ја забележуваат нервозата, тоа значи кога детето знае да изреагира люто, агресивно, кога ќе им го земеме телефонот или кога ќе кажеме дека треба да се прекине со гледање на телефон, тоа е првиот симптом кој укажува дека детето веќе премногу време е пред екранот и му влијае на неговиот секојдневен развој. Исто така, она кое е важно да се напомене во овој дел е дека децата губат интерес за некои работи кои претходно ги интересирале. Игри, спорт, комуникација надвор, социјализација надвор. Кога веќе детето повеќе сака да си помине време на телефонот дома, веќе тука имаме аларм кој треба да го вклучиме. Кај адолесцентите, она што е позабележливо и специфично е сликата за себе, како тие се гледаат, сето она кое го следат на социјалните мрежи, знае да им ја доведе до прашање сликата за себе, односно се споредуваат и знаат да имаат пониска слика за себе во однос на тој дел. Така да, она што е многу важно е ние да бидеме модел како родители, колку повеќе време ние поминуваме со нашите деца и им го даваме тоа време на нашите деца, тоа и ќе биде лек, да кажам, за помалку време поминување пред екраните. Мора да напоменеме и кое е влијанието на екраните врз децата пред се. Влијанието е многу големо врз вниманието, концентрацијата која е многу намалена кога повеќе време поминуваат пред екраните, бидејќи добиваат многу брзи слики, кратка стимулација, брза стимулација и сето тоа и го бараат надвор и затоа подоцна потешко можат да бидат сконцентрирани на учење, на настава, на читање. Исто така екраните им влијаат и на социјалниот развој со оглед на тоа што веќе екраните и го заменуваат и се помалку децата бараат да се дружат со другите деца, како и на емоционалната регулација која е многу важна да се напомене. Ако екранот станува средство за смирување, тогаш веќе имаме сериозен аларм. Не учиме како да ги регулираме емоциите, туку како само да ги смириме моментално.
Марија, и на самиот крај ќе ве прашам колку време пред екран е прифатливо за децата и што би им порачале на родителите? Препораката е до 2 години никако екран, односно добро е, нели, пред телевизор некој цртан да се гледа со позитивна содржина, што може да влијае на позитивните емоции, на поттик на позитивните емоции кај децата, но поминување врака со телефонот е дефинитивно до 2 години неприфатливо и лошо влијае на развој на децата. Од 2 до 5 години добро е до 1 час да поминуваат квалитетно време, кое ќе биде контролирано од страна на родителите што тие ќе гледаат на екраните, веќе во училишна возраст максимално до 2 часа, време кое ќе биде редуцирано, ќе биде и релаксирано време на некои игрици кои веќе ќе знаеме на што ги користат, каде што веќе во адолесценцијата повеќе се запрашуваме за содржината и саморегулацијата кај адолесцентите, колку тие сето тоа го користат како алатка или па го користат како средство за дружба, социјална интеракција. Тоа е главниот дел кој треба да се напомене. Значи, како што кажавме на почетокот, препораката моја е да се постави структура, да се постават сериозни граници, однапред да се постават границите, бидејќи подоцна секако имаме конфликти и отпор. Препораката е да внимаваат и да потрошат повеќе време на блискост и поминување време со нив. Марија, ве благодарам многу за овој разговор. Се надевам дека екранизацијата кај децата ќе се намали, дека родителите ќе имаат убав пристап кон нив, ќе знаат како да се справат и доколку не знаат ќе ги консултираат секогаш стручните лица. Ви благодарам и вас.